За 3 пати повеќе пари за инвестиции во капитални проекти се издвоени во буџетот за 2016 година во споредба со 2006 година. Според Министерството за финансии, за следната година за вкупните капитални инвестиции се издвоени рекордни 37,5 милиарди денари во споредба со оние средства одвоени за 2006 година кои биле во висина од 9,6 милиарди денари. Според податоците од Министерството за финансии има неколкукратно зголемување на инвестициите во изградба на патишта и железничка инфраструктура, болници, училишта, изградба на канализации, водоводи и така натаму. Иако официјалното име на Скопје не е Македонија туку Фиром на англиски, ова изгледа не важи за европскиот оддел на ММФ, коментираат неколку грчки медиуми. Коментарот се однесува на покана од страна на ММФ за денешниот брифинг во Брисел за новиот извештај на фондот за регионални економски прашања и ризиците за изгледите на Централна, Источна и Југоисточна Европа, во која Македонија е ословена со уставното име. Собраниската комисија за прашање на изборите и именувањата денеска го одложи утврдувањето на предлог одлуката за избор на членовите на анкетната комисија за прислушувањето, бидејќи како што објасни председателот Зоран Илиевски, до него предлози доставиле само пратеничките групи на ДУИ и на СДСМ и опозицијата, и како што било договорено во четвртокот. Илиевски истакна дека седница со оваа точка на дневен ред ќе биде закажана веднаш кога до него ќе стасаат предлозите на пратеничките групи на ВМРО ДПМН и на ДПА. Париското јавно обвинителство денеска соопшти дека се идентификувани уште двајца од напаѓачите самоубици кои учествувале во терористичките напади во Париз во ноќта меѓу петокот и саботата. За едниот од нив била издадена меѓународна потерница за апсење, затоа што не ја почитувал судската контрола во 2013 година. Тој бил роден во 1987 година во Париз и во октомври 2012 е обвинет за здружување во злосторничка група поврзана со тероризмот. Тој учествувал во нападот во концертната сала Батаклан. Белгиската полиција почна антитерористичка операција во бриселскиот кварт Моленбек, кој се смета за легло на радикалните исламисти. Голем број припадници на полицијата во утринските часови пристигнале во тој дел од престолнината на Европската унија, а според поединечни извори се слушнале и пукотници. Официјален представник на турската влада изјави дека француските власти на 2 пати биле предупредени за потенцијалната опасност која се заканува од Омар Исмаил Мостефаи, бомбашот самоубиец кој се разнесе во еден од нападите во Париз. Од француските власти добивме одговор дури по злосторството, додека ги предупредувавме, тие не согласуваа. Мостефаи влезе во Турција во 2013 година, но нема официјални податоци дека е напуштил нашата земја, што значи дека во Франција пристигнал по илегален пат, истакна турскиот представник во интервју за Guardian. Нови 4717 бегалци денеска биле пренесени со 3 бродови во пристаништето Пиреја, објавија грчките медиуми. Бегалците биле транспортирани од островите Лесбос и Хиос. Вкупно 12 авиони на француското војно воздухопловство, од кои 10 бомбардери, извршиле жестоки воздушни напади врз 2 кампа за обука на џихадистичка група на Исламската држава и врз објекти за кои се претпоставува дека се складишта за оружје во сирискиот град Рака и неговата околина, соопшти Париз. Нападите се случиле во реонот на Рака, кој Исламската држава го прогласи за главен град на Исламскиот калифат. Британскиот премиер Дейвид Камерун изјави дека е подготвен на компромис со Русија за да се порази и елиминира исламистичката милитантна група Исламска држава. Изјавата за британските медиуми е дадена пред средбата на Камерун со рускиот претседател Владимир Путин.